Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 496-то издание. Во денешната емисија имам чест и задоволство да разговарам со една гостинка која е повратничка во емисијата, со која што имав можност да го дискутираме снимањето на незините кратки играни филмови, In Absentia, Враќање Елена, доаѓаат од Центарот на светот без љубов и работата на домашните ТВ серии, но оваа година го комплетираше и промовираше пред се незиното долго метражно и долго очекувано Провенче сестри, со кое учествуваше на филмскиот фестивал во Карлови Вари и се врати со значајна награда за денес да стане филмот домашен представник во трка по номинација за престижниот интернационален Оскар. Режисерката која што се испроба во рамки на најразлични филмски жанрови, градејќи го својот артистички сензибилитет за да може да ни овозможи да погледнеме во предизвиците со кои се соочуваат денешните тинејџерки во незиниот долгометражен филм Привилегиран сум во ова издание на емисијата, да ми гостува режисерката Дина Дума. Добро дојде пак. Благодарам за поканата, задоволство ми е. Дина, на почеток да те прашам, кажи ми зошто се одлучи за твојот прв долг да се занимаваш со тематика од coming of age провенијанција, односно филм за созревање на средношколци? За мене оваа тема која што почнав да ја развивам уште јас кога бев во моите рани 20 години и чувствував дека сум спремна да се посветам на овој coming of age, на оваа тема. Пред се затоа што сакав да принесам некои проблеми кои што ги имаат тинејџерите во Македонија, но и во целиот свет. Сакав да го принесам нивниот свет. И искуствата кои што ги имаат пред се, да. Така. Во што се состои разликата во соочувањето со предизвиците помеѓу времето кога ти си била средно училиште до тоа што се соочуваат средношколките денес? Па искрено се надевав дека малце е подобрена ситуацијата. Меѓутоа со оваа нова технологија и социјалните медиуми за жал не е. За жал е многу влошено затоа што тие моментално постојано се на социјалните мрежи. Добро. И социјалните мрежи за нив станале на некој начин еден паралелен универзум кој што има многу побитен него реалноста. Така, средство за изразување веќе ги станува до таму. Да. Барем во минатото се што и да се случеше, не можеше да биде евидентирано, документирано и на некој начин можеби преку социјалните мрежи останува некаде втиснато. Останува за секојаш и сите го гледаат. Тоа е. И ако е пријатно искуството, секако дека да, ќе остане во сеќавање по добро памтење. Меѓутоа ако не е, исто ќе остана за секогаш и ќе биде Жик. Баш. Колку постои хиерархија во средните училишта која ќе биде пресликување на светот од иднината кога тие генерации ќе излезат од училиште? Во која смисла хиерархија? Хиерархија во подреденост на тоа што сме огледале и од филмовите на Хјус, каде имаме популарни, непопуларни, маргинализирани, атлетски надарени, ненадарени. Колку тоа се пресликува тука? Тоа ќе го има секогаш, тоа се пресликува и во филмот. Меѓутоа тоа е така и тоа секогаш ќе го има. Тоа мислам дека секогаш ќе го има затоа што едноставно е на некој начин посилниот превладува. Така, тоа е борбата за преживување, нели, која што екзистира. Точно. Во најна пресконференција посочи дека случај на слатшейминг имало и во твојата генерација, па жртвата морала нели да ја напушти државата. Дали за еден средношколец е крај на светот ако дојде до подсмев или врсничко насилство? Апсолутно да. Посебно од овој тип, значи конкретно случката што се случи во моето училиште беше дека значи се снима едно видео кое што стана вирално од една девојка и едно момче како имаат односи и девојката беше исмеана, се пресели во друга земја, а момчето немаше никакви репрекусии за тоа што го направи. И некако да, тоа се уште го има. Проблемот не е решен. Не е решен и напротив многу е. Значи завршува нечи живот со тоа. Точно. Во оваа средина. И не мора да е толку нешто страшно да се случи, меѓутоа буквално знае еден клик или еден коментар да ги израмети работите и тоа да остане со нив долго и нормално ако има и булинг, таа травма останува многу долго после.
Па и како последица на тоа, нели, дополнителната анксиозност, депресија која се Точно, развива од тоа, точно. само е како, не знам, како сол на отворена рана, Точно. за жал. А, Катализатор е ова само на... Да, посебно што ние во нашето општество немаме некоја култура на негување на нели на mental health. Така. И тоа е сериозен проблем, затоа што оваа травма знае да се провлече и дури понатака. Подоцнечен живот и несигурност да јави како кај индивидуата. И заради несигурност тоа и што- други проблеми, мислам, не само несигурност. Може да роди агресија, може... Така, формативни години се сепак. Точно. Многу е влијателен Точно. таков беле како составина на личност. И да, крај на светот. Да, Апсолутно. за нив, да. Да одговорам на твоето прашање, крај на Така. светот. Меѓутоа, ова го потенциравме, колку се брише и всушност заборава тоа што ќе биде објавено на социјалните мрежи помеѓу младите, колку им ги менува животите и ги трпат реперкусиите во реалноста и зошто не може да се оттргнат од тоа. Како да се направи дистинкција помеѓу тоа што е реалност и тоа што е социјална мрежа? Или дали постои воопшто? Проблемот е што за нив овие социјални мрежи тие се родени со нив, значи ние можеме да направиме таа дистинкција затоа што во наше време ние кога бевме деца и ти и јас, Да. немаше социјални медиуми. Така. Тие се родија некаде кога веројатно бевме ние средна школа Да. и тоа уште беше некаков почеток. Да, зародиш, да. Зародиш Да. беше, меѓутоа оваа генерација сега е многу навикната на нив и едноставно не прави разлика. Е составен дел од реалноста. Составен сакаш дел да од кажеш, реалноста, како точно, да, подраѓање. да. Буквално секој лајк е битен, секој фоловер е битен, значи Да. тоа е Секој view системот е на важен. вредности практично нивни се состои многу голем дел од социјалните медиуми и тоа е навистина поразително. Интегриран дел станува од нивниот живот и мислам дека лајковите се еквивалент на популарност, се еквивалент на почит, сакање или Точно. разбирање, А што негативниот коментар, ги крши, претпоставувам, Точно. ги става во точно. недоумица. Колку успеа филмот кој го имаше замислено во твојата глава на крај да го пресликаш и реализираш во финалниот продукт? Веројатно секогаш кога се прави филм не се постигнува таа 100% Така. визија што си имал на почеток. Меѓутоа голем дел е пресликан и срекна сум дека таа идеја на филмот што ја имаше на почеток се реализираше и на крај. Така да за мене е тоа навистина најбитното. Така, ова го посочувањето зашто не може заради тоа што едно е опремата што ќе имаш, друго е локацијата што ќе Точно. имаш, трето е актерите кои што ќе ги имаш на Точно, располагање, точно. така што се тоа влијае и Да. е дополнителна препрека која мораш на но секако тоа не е ништо негативно, напротив е позитивно, никогаш не мислев дека вака ќе изгледаат актерите, многу различно си ги замислував девојките Супер. кога го пишував и навистина има промени кои што се одлични. За добро на делото. Точно. Така подобри избори се направени. А со што си најзадоволна од филмот, а со што најмалку? Најзадоволна сум со тоа како девојките се износеа со ликовите. Така. И секако остатокот од кастингот кој што не беа главните улоги, сметам дека сам задоволна сум едноставно со тоа што го постигнавме. Задоволна сум многу од како е сниман филмот, со фотографијата. И треба. Благодарам. Задоволна сум многу со музиката. Така. Што не сум задоволна, не знам. Да. Што би мислела дека може би во други услови со друго време на располагање и финансии на располагање би можела да го направиш подобро? Веројатно секако ако имаш повеќе време, тоа е главно. Може би и различен избор на локации за некои сцени. Би експериментирала повеќе во контекст на решавањето на одредени проблеми, точно. претпоставувам. Го гледаш филмот со публика или с доседен ти е кога одиш на фестивал? Не го гледам искрено, не Така. можам Добро. да седам и да го гледам повторно филмот. Јас морам да прашам заради тоа што на сите веќе преку глава им е кога ќе дојдат до таа фаза да го пуштаат, со оглед на тоа што сум месеци си живеела во монтажа. Да. И мислам дека знаеш секоја сцена во кој момент вдишуваат и издишуваат Да, и актери. буквално кога седиме надвор и чекаме да заврши, знам точно што колку минути До секунда. има до крајот и да.
Не го гледаш, Не го окей, гледам, добро, не, фер. Ова е одговорот кој што од сите го добивам. Така што затоа прашувам. Не можам. Истото и со бендови кога ќе дојдат со албумот, како го има милиарда пати преслушано, вика не можам ни песните не ги свириме од албумот затоа што не крај е тоа. Да. Преку глава и долго време трае целото. преголемо експонирање. Кога го гледаш филмот денес, има во некоја сцена случување што гледачите на пример не го знаат, ама тебе па те подсетува на снимањето или па случувањето зад камерата. Има нешто што некоја сцена конкретно која што кога и да ја забележиш, тогаш тоа е тоа. Сите сцени. Да. За секоја сцена има некоја анекдота. Добро. Некоја прва што ти паѓа на памет? Прво ми паѓа на памет дека снимавме под вода. Подводните снимања се беа во Охрид. Така. Тоа е во Охрид снимано. Така. И девојките смеа да снимат по 3 дубла и да излезат надвор од Поради притисокот, нели? Да, затоа што и ладно беше. Плюс тоа, да. И моравме да чекаме 20 минути па повторно да влезат. Така, пошто хумано е така. Точно. Или не знам сцената куќето кога седи на дождот. Тоа мислам дека ми беше една од најтешките сцени за снимање затоа Срцето што боли. Меѓутоа жртва мора да се направи за уверност, така. Ама добро, после имаше убав оброк аксел, така да. Така добро. Да дополнив. Се завршило како што треба и како што се очекува. Ова е само еден краток повед кој што ќе биде само иницијална капица за сето тоа што ќе разговараме со Дина за процесот на снимање, за ликовите, за начинот на кој што е работен во самата постпродукција и за фестивалскиот прием на сестри, така што останете со Канал 103. Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано помдоѓето со смртта по 496 пат. Јас сум Златко Еđелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, 496 издание, во кое што разговарам со режисерката Дина Дума за филмот Сестри. Кажи ми, филмот е своевидно пресликување на реалноста. Колку аспирираше да ја доловиш денешницата, односно дали е ублажена или па прикажуваш поекстремна верзија од случувањата какви што би забележале денес, според тебе? Искрено, мојата цел беше да покажеме на реална слика во тинеџерскиот свет. Меѓутоа, ни се разговори со овие млади луѓе кои што беа дел од филмот, сватив дека дури сум блага со работите и приказните што ги слушнав. Така. И како тоа го прикажувам. Меѓутоа, секако целта беше да се прикажа реалната слика. Заради тоа што го добиваме и од американска и од европска сцена, барем ги добиваме филмовите, каде што на веќе влезени во пубертет и со наркотици, и со сексуално се соочуваат, значи се соочуваат со предавства од катастрофален тип и меѓусебно насилство. Да. Така што прашањето ми беше во контекст на тоа колку се обиде да ја ублажиш таа ситуација или па и даде значење на проблемот. И мислам дека и дадов значење на проблемот. Со тоа што таа сцена одлучив дека нема да биде толку експлицитна сексуалната, затоа што сепак тоа не беше главна поента на филмот. И фокусот на кој што треба да се насочи. Факт е дека треба да постои во делото, меѓутоа не да го експлоатираш. Мислам дека немаше простор за тоа, посебно што сепак работев со малолетни. Така. Да. Соодветно е тоа решение. Сега, патење за вниманието знаело да биде аномалија на младите од сите генерации, без разлика на тоа дали имаат мобилни телефони или не, но денес е компензирано преку социјалните мрежи. Кажи ми на што се должи таа потреба за валоризација од околината кај младите? Тоа мислам дека е многу нормална појава, затоа што сакаат да се почувствуваат како да припаѓаат. Дел од светот дека се и од возрастните. Да. Добро. Мислам да припаѓаат некаде, едноставно мислам дека тоа е желба на секој човек. Да. Тоа е потреба на секој човек да припаѓа. Во заедница каква и да. И таа потреба нормално е многу изразена на таа возраст. И меѓутоа не е артикулирана.
Добре. Затоа што нормално не се сепак таа возраст е малку поспецифична. Не се тие не се изградени. Се Се градат во и процес на градење, да. експериментираат и гледаат до кај може да додат. И на Си ги тестира границите. си ги тестираат границите, точно. А колку па социјалните мрежи одобруваат воајеризам, подмолно цитење, тргање на сеири, смевање на неуспеси и различности? Апсолутно, тоа е еден прозорец кон сите овие работи што ги набраја. Апсолутно. А на кој начин би можело да се спречи нешто од ова и дали може воопшто? Мислам Да се реагира. дека не може. Мислам дека не може. Евентуално знам дека самите социјални медиуми си имаат вработени кои што пазат што се постира и Така. например доколку има таков секс скандал, се обидуваат да го тргнат, меѓутоа и тоа е многу тешко. Да Затоа докажеш дека е и да се одбраниш. Па не само тоа, него ако тоа се расшири, многу тешко се доаѓа до првиот, Коренот, и првичното, првичното и многу тешко се брише тоа, значи тоа е најстрашното што тоа секогаш останува. Да, ако од еден Секогаш. медиум во друг ќе Да. се префали од друг во трет. Некој ако веќе го има во посет тоа Да. видео, ајде да го речеме, или фотографија, што и да е, нема шанси тоа да замре некаде. Нема. Значи некој ќе го поседува тој вирус и константно ќе се Да, шири да. без никаков лек. Колку се представуваат во вистинско светло на социјалните мрежи ликовите, односно преку нивните алтер его, односно колку во четовите го кажуваат тоа што го мислат и колку кажаното и погледнатото умее да биде извадено од контекст. Многу различно се прикажуваат, меѓутоа не само тинејџерите. Добро. На некој начин социјалните медиуми може да кажам дека се и маска на луѓето позади која што се кријат. Многу често знаеш да збориш со некој на чат и кога ќе се сретнеш со него сваќаш дека е друга личност, дека Добре. едноставно си зборал со некој друг. Со тоа и илузијата за него што Буквално ја прави илузија, што ја сликата, создава. да. И тоа постирање на секакви фотографии за мене не знам, за мене е малце и перверзно затоа што буквално не го поддржувам тоа постирање на фамилиарни фотографии на своји така. деца. Така. Да, Затоа што подлегнува на експлоатација на крајот на денот. точно да. И практично на секој му даваш прозорец до тоа што но практично приватност, да. го каниш дома со тие слики. Да, меѓутоа немаш контрола кој Немаш ги контрола гледа. кој ги гледа, Така. да. Така што таа е отворена покана за секој што ќе ти дојде во домот. Ме потсети на сцената во Мадр на Ароновски, кога сите влегува во куќата ова, кога покануваш секој да влезе. Буквално. Губиток и замена на морални вредности го гледаш како дел од смената на генерации или па негрижа од една страна на родителите да им ги дадат тие вредности и мерила? Да, за жал мислам дека има голема негрижа, меѓутоа тоа не е нешто што е намерно, него едноставно мислам дека родителите немаат време за своите деца, затоа што многу работат, значи се преокупирани, живееме во вакво општество кое што живееме, преокупирани се со екзистенцијалниот проблем. Така. Да обезбедат за своите деца. Со една, две, три повеќе работи Така е. И едноставно јас разбирам дека немаат време да им обратат. Јас не сум родител, меѓутоа знам, затоа што веќе моите генерации имаат и деца и знам колку е тешко да се биде и родител кој што ќе посвети внимание на детето, како што тоа треба да се направи, не е нели на брзинка. Згора на све, значи да се помогне околу образованието, затоа што треба да се напише домашна, треба да се зборува за проблеми, меѓутоа и да се има една или две или три работи за да се плати кирија и за да се плати сметки. Така. А сепак да се биде добар пример за индоктринирање во светот во кој што тој треба да излезе, зашто нема лекција на училиште која што би ја научил. Навистина нема, а и да не збориме и образовниот систем колку не се грижи за тоа, него создава буквално нови луѓе кои што мислат дека треба све да научат од книга и никој не разговара со нив.
Да, педагошкото се губи во Се губи педагошкото, да. во Буквално професијата. Као некакви роботи да се така се третираат со чест на исклучоци. Да. Секако дека има исклучоци. Меѓутоа, мислам дека тоа е сериозен проблем. И тука е проблемот на давањето внимание, односно Точно. од страна на професорите, каде што Точно, се занемарува тој агенс. Кога гледаме, уште еднаш паралелата ќе ја направам со средни училишта во САД, навикнати сме нели на да ги гледаме тие приватни училишта со привилегирана младина, нели како составен дел од нив. Во какво светло имаше со цел да го доловиш средното училиште кај нас, односно каде снимавте за потребите? Снимавме во Куќа Рацин, тоа е училиште во Ѓурча. Добро. За мене беше важно да ја доловам реалната ситуација во нашата земја Добро. и како тоа изгледа. Да, Без глорифицирање, хиперстилизирање со тие... да, ние мислам стварно имаме 3 гимназии кои што се прекрасни во бруталистички стил. Така. Меѓутоа тоа не е вистинската слика за како изгледаат средните училишта. И поради тоа одлучивме дека ќе снимаме во некој дел од градот кој што не е во центар. Добро. Да се одвестува повеќе и на подзаборавеност, можеби од текови, и од време, Точно, и да. од И тоа начекавме, мислам буквално тоа што го гледате, Супер. го начекавме како слика. Што е податливо и за самата ситуација и да, најдобро ја рефлектира таа реалност која се цели филмот да ја долови. Колку сакаше да го ставиш на тест пријателскиот однос на Маја и Јана, односно ликовите протагонистки на филмот? Има ли посесивност во нивната дружба? Да, апсолутно, тие две се зависни една од друга. И Маја е зависна од Јана, и Јана е зависна од вниманието што ја го дава Маја. И дефинитивно таа посесивност води кон таа токсичност која што имаат. Каде што нивниот однос. со уцени, со ултиматуми Точно. се разговара, тоа Да. не е вокабулар кој што треба луѓето меѓу себе Точно. да си го даваат. Сега, Маја, глумена од Антонија Белазелковска, нашата Джоди Фостер, како што заклучивме во Битола, афективно го објавува снимениот видеоматеријал, но се јавува грижа на совест подоцна кога ќе настане таа несреќа во филмот. Имаше намера да овој лик да демонстрира грижа на совест при себе, односно која ќе ја јаде однатре, многу ти беше значајно за да има таа арка на однесување на ликот. Да, за мене тоа беше многу важно да го има ликот на Маја, да видиме дека сепак таа која што во овој однос токсичен однос има некакви вредности Така. кои што може би се подзаборавени. Меѓутоа сепак да ги има. Иако таа што го постира видеото, сепак го постира за да и докаже некаква верност на својата другарка. На другарката, да. И да, за мене беше важно тоа да го има. Подоцна веќе има таа грижа на совеста, Да, грамна да. на сомнеш за одлуката, така што има своја видна флуктуација на ликот како го запознаваме и во каква ситуација се наоѓа на крајот, што сметам дека е многу важно за конфликт, да, развој на едно дело, на драматуршко рамниште, ако ништо друго. За разлика од неа Пајана, глумена од Мијажиро, е екстровертната другарка, која знае да биде одмаздолюбива, но не сака да се дознае нивната тајна, например. Колку е пресудно за Јана задржувањето на угледот во средношколската хиерархија, како што напомнам? Апсолутно, тоа е најважното нешто за низа. Таа е спремна на многу работи само за да го задржи тој статус на алфаженка, Така. на главната во друштвото. И видовме на што све спремна за да... Значи, кај нема покајување, нема... И да има покајување, што мислам дека има, Добро. за неза како карактера положно едноставно никогаш да не се дознае дека таа е таа која сгрешила. Да не излезе на површина, Да не излезе на површина ништо. Тоа е пак повеќе со идеалот кој што го проектира за себе, претпоставувам, во реалноста надвор од социјалните мрежи како се представува, се пресликува. Се Тука веќе пресликува, има да. премин кога да. се претура тој имагинарен лик на себе кога става таа маска. Во една сцена во автобусот веќе снимаат човек со цел да го исмеваат на нивниот мобилен телефон со снимката која што ја прават. Тоа е една од индикациите за нарушените мерила и злоупотреба на туѓото внимание, колку всушност се протагонистките цвеќе за мирисање ми е повеќе прашањето.
Секако дека мене ми се интересни ликови во филм кога не се совршени. Така. И кога ја гледаме таа една друга страна која што е многу, мислам дека секој човек има и мислам дека ги прави ликовите многу човечни Точно, и пореални. Точно. И тоа Посочни се за дегустирање за Точно. окото, заради тоа што не се безгрешни. Точно, Тоа точно. архетипи кои секогаш вислинските одлуки ги носат. Точно. Сам колку досаден филм би Да, колку кој би го гледал Да, тие никој. филм. Никој најверојатно, да. Меѓутоа, тоа значи дека по тешко би било добивање на довербата од публиката, доколку имаш, например, немаш во таа ситуација антагонист, меѓутоа со конфликтни морални вредности кога протагонист е, знаеш. Тука веќе Да. потешко е публиката да ја добиеш на прво гледање, заради тоа што едно е кога го гледаат, не знам, Том Хенкс можеби, друго е. Да. Друг впечаток добиваат и знаат дека ќе се приврзат од прв кадар. Меѓутоа, друго е кога имаш со дискутабилни мерила ликови и треба да ја добиеш публиката, да Точно, навива за нив. точно. Тоа е тежок потврд за секоја Да. режисерка, претпоставам и за тебе. Секако. Тоа ти беше предизвик. не? Да, секако. И затоа сакаш најверојатно матни ликови да дадеш она што Да, се, да. се во дилема со морална Секако, дилема. морална и дилема, етичка, да. да. Сестри повеќе се однесува на блискоста на во токсичното пријателство, односно што за тебе представува насловот, зошто конкретно сестри? Точно, сестри беше практично еден контразбор на тоа што вистински се тие. Добро. Значи, на англиски е sisterhood. Така. Меѓутоа исто така е нешто што опишува некаква врска која што после направеното за жал ќе остана за секојаш. Тие нема може ќе бидат нема може да избегаат од тоа што го направиле, колку и да време и да помина таа врска, дури и да не зборуваат веќе. Така. Таа врска и тоа што го направиле ќе остана за секојаш. Тоа е одлична карактеристика, која што е Да. пресликана за нивниот однос и соодветен избор за име. Да. Елена, глумено од Марија Јонческа, е популарната девојка која се храни нели со вниманието на врсниците. Кажи ми зошто одлучи да направиш таа да стане малтене жртва на туѓата љубомора, а не обратно, например. Зошто не ја постави во таа позиција кога најчесто го имаме тој архетип на популарната девојка која што нели е безчувствителна, таа е таа која што ги влече сите конци за на крај да биде антагонистката, ајде така да речем. Во твојот филм не е баш така, заради тоа што да, таа се пати за внимание, нели си ја привлек, го бара од околината, меѓутоа не иде еден чекор понатаму за да узурпира тој живот. Нели дури во првиот кадар додека тие снимаат, таа ги наблюдува дека тоа го прават и значи малку поразличен архетип имаш на популарната девојка, условно речем во наводници го ставам. Така, па не ми беше целта да направам архетипот од ликот. Така. Сакав да покажам нешто различно, затоа што сепак и таа е девојка од крв и месо. Така. И некако не во филмот не сакав јас како автор да ја осудам. Значи сакав некако и гледачот да има симпатија кон низа која гледа. Без разлика што тоа што го мислам не сакав да осудам едноставно за ништо што ќе направи во филмот и идејата ми беше да покажам другата страна, односно секојаш кога излезе тоа видео во нашата школа, секојаш се прашував кои се луѓето кои што го снимиле ова видео и го постирале, затоа што слушнав дека биле девојки, дека се познавале со таа трета девојка и бев едноставно запрепастена зошто и како им работела совеста, зошто го постирале тоа видео. Зашто што би добиле тие на крајот со самото тоа постирање? Да. Катастрофа. Сведочиме на едно одвратно одбивање на станите, кај што сосема различен третманот, нели како што напомена, кон девојката од видеото и кон односот кон момчето од истото видео, со оглед на тоа што нели момчето е третирано како херој, а девојката е жртва нели на озборувањето. На што се должи ова извитопереност на вредностите? Па ние за жал се уште живееме во едно патриархално општество и тука жената стално е крива за нешто.
Стално греши, дури кога не греши е грешна. А за вакви работи па посебно. А зашто помашкото е безгрешно? Тоа е Тоа е прашањето, не ми е јасно. Кај нас кога некој дечко има повеќе девојки или фраерот, а кога девојка има дечковци е курвата. Так. Зошто? Тоа е проблематиката. Или зошто мажите смеат да имаат помлада девојка, а постара жена не сме да има помлад дечко, тоа е одма е чудно, зошто? Мислам и ред интересни појави кои што така се општествено поприфатливи за разлика од другите. Точно. Што е двоен аршин, мислам. да. Не издржано е, меѓутоа очигледно некои навики многу тешко се одвикнат. Само дека ќе треба многу време за тоа да помине. И да се испилтрира. Многу треба да бидеме гласни за тоа. Така. Морам да ти коментирам дека колку што ти се засебно дефинирани протагонистките, машките ликови се ставени повеќе кон маргините на филмот, односно одговараат повеќе на тој менталитет на стадо кој што го гледаме, односно отколку некоја, на пример, поголема дистинкција освен нели херојот условно кажа на се ова во наводници, знам дека е радио емисија не може да се гледаат, меѓутоа сигнализирам не баре авион ќе слета. Затоа што не верувам дека сите се направени од иста глина, како условно кажа на љубовникот. Не сметаше дека има потреба да се излезе надвор од тој менталитет на стадо во контекст на машките ликови, зборувам сега. Женските и тоа како гледаме, која како реагира, например. Точно. За жал немаше баш простор за тоа да се направи, затоа што сепак фокусот беше на друго нешто и сам си свесен дека кога се прави филм немаш да претерано премногу посветиш внимание на други работи, зашто ќе избегаш од главната цел. Меѓутоа сепак мислам дека барам во тие неколку сцени е малку доловено, нели сепак малце и Крис го задеваат така. Да, го побуцнува, не бека. Малку е буцнато, меѓутоа не е секако дека не е навлезано, затоа што едноставно немаше баш простор за тоа. Да, ова сепак е рафинирано дело кое што е 90 на минути, така што нема простор тука за расплинување. Да беше ТВ серија е друг принцип, каде што за секој може и по една епизода да има. Така. Меѓутоа во филм е многу важно да се искристализира нишката по која што ќе се движи наративната структура действието. Има едно погрешно читање на филмот до кое што јас лично дојдов, пешатот кој што го добив поради бројните хомоеротски coming of age филмови кои што сум ги гледал сервирани од страна и од Европа денеса и од САД, па до тој кратковремен заклучок дојдов на самиот почеток во играта на погледите помеѓу Маја и Јана. Заради тоа што прашањето ми е дали имаше некакви тенденции или па индикации во таа пријателска посесивност да прерасне во нешто друго, кога размислуваше воопшто на оваа проблематика. Заради тоа што имаме филмови каде што нели сексуално откривање има кај одредени ликови и пробудување. Некогаш на памет ти падна дека можеш да си играш и со тој елемент? Имаше и таков елемент, дури во сценариото, дури во разговорите со нив. Меѓутоа, некако, дури тргнавме и така го снимаме, меѓутоа кога дојавме на сет, сватев дека не треба да додам во таа насока. Затоа што тоа ќе беше уште една нишка која што ќе требаше се да објасни. Меѓутоа сепак за мене беше некако важно да се почувствува, гледам дека се го почувствувал тоа, на некој начин таа конекција да биде суптилно тука, да виси. И е постоечка, да виси некако околу нив. Да, не е дефинирано до тој степен да алудираш со сите знаци, да посочуваш, значи го нема тоа, меѓутоа држењето на кадарот, погледот, насочувањето, посебно таму кога се шминкаат, претпоставам тој момент. Ти удрил во глава, али драго ми е дека си го приметил. Тоа понатаму сосема се става на страна заради тоа што тоа е пак нивниот интимен однос е комплексен и не може да се стави на хартија, меѓутоа ова сметав дека е еден чинител кој не е пресуден за самото дело, меѓутоа го има заради тоа што е тенденција во европскиот филм,
која што ја негуваш, меѓутоа не ја експлоатираш. Тоа затоа го посочувам. Да, да. Не ја играш таа карта, меѓутоа не е ни пресудно да играш, меѓутоа го има во нивниот однос и тој. Го има точно во некоја, да кажам, некоја врска која што е на граница на обсесија, да, преминува, да. Ги преминува тие граници. Какви се родителите, односно што точно знаеме за родителите на Маја и Јана? Колку воопшто тие се запознаени со вртлозите во нивните животи? Гледаме скршени, напукнати бракови воопшто, колку ни даваш информација за нив? Мислам дека не ви дам премногу информација, затоа што, како што кажав, ќе требаше биде филмот 3 сати. Меѓутоа, начинато дека Маја потекнува од фамилија која што има разведени родители. За Јана исто дознаваме дека низините не се баш во добри односи. За мене беше важно да ја покажам мајката на Маја, како едно, да кажам, олицетворение на родителот, кој што нема време, кој што кажав претходно, нема време да се посвети на својата фамилија, затоа што е преокупирано со тој екзистенцијален проблем и буквално не може да види што стои пред нејза, што се случува во животот на низината ќерка. Така. И, нели, родителот е огледало на детето, така што таа аспирира да биде низината мајка и тука веќе самиот гледач се соочува со фактот дека нарушен е тој баланс, таа димензија на семејството што треба да има. Меѓутоа, каде се професорите? Зошто се изоставени од ова дело? Заинтересирани се воопшто како педагози за овие случувања? Апсолутно не се заинтересирани и тоа ми беше исто целта да го подвлечам, посебно во сцената кога се чита името на кој е одсутен и кога доаѓа до Елена. И гледаме дека едноставно не е тука никому ништо, така. Никому ништо. И тоа најчесто е така во школите, овие проблеми се бутаат под тепих и никој ништо не прави. Колку не сме ни да се збори за тоа, не се ни спомења, колку помалку се збори, магично ќе исчезне, така. Магично ќе исчезне проблемот. Браво. И за мене беше важно тоа да се подвлече. Да се потенцира дека прстот не може да се впери само во родителите. Точно, апсолутно. Тоа институција од каде што влегуваат и поголем дел од денот нели го поминуваат. Точно. Младите. Точно, тоа е вториот дом нивни. Не може да биде тоа занемарено. Забележуваме бркање на автентичност и филмски реализам во ова дело. Имаше резерва да им ја предадеш улогата да падне на филмот, односно товарот на младите актерки и актери и им даде дозвола на актерките да придонесат во делото со личните искуства, можеби за да си го присвојат повеќе филмот, да им биде по својствен на нив, или како ти беше односот? Да, апсолутно, тоа беше целта беше да тие буквално имаа дозвола еднаш да го прочитаат сценариото, а кога се договаравме за филмот, нивните родители го прочитаа, а тие не. Добро. Еднаш го прочитавме заедно и им кажав еднаш да го заборават, затоа што беше важно за мене со тоа што поминавме толку време заедно и тие беа отворени да споделат некои свои лични искуства. На тој начин заедно да ги изградиме ликовите и да откриеме како тие зборуваат, како се однесуваат, како реагираат на одредени проблеми и во одредени ситуации, на тој начин да дури текстот и самите реплики да се импровизираат на самото снимање. Така, да се ги присвојат како најдобро би како тие би го како најприродно би го кажале тоа. Супер. Во контекст на кастингот на протагонистки, уште еднаш ќе посочам во западните и источните филмови, знаеме дека повозрасни актерки и актери нели ги глумат во контекст на годините, но тебе што ти беше пресудно да поседуваат всушност протагонистките? Ги тестираше избраничките заедно во кадар или посебни беа процесите за нивно бирање? Процесот прилично долго траеше околу 6 месеци. Океј. Ги помина сите средношколки во Македонија, да. Добре. И одбравме прво 100 девојки, па тие 100 се намалуваше бројот и стигна до некои 15 Добре. Финалистки. При крај веќе ги спојувавме, мечем правевме. Да. Добре. И се одлучивме за оваа комбинација. А што последува конкретно Мија и Антонија за да им ги довериш улогите? Со што те придобија од тие 15 конкретно? Всушност, Антонија на почеток беше кастирана за ликот на Јана. Океј. Меѓутоа, како што траја сеансите, се повеќе
го откривав ликот на Маја Ванеза. Тоа некако интуитивно таа го направи, без уопшто да примети. И многу кратко после тоа почнавме да ја кастираме за Маја. Добро. И некако едноставно кликна. Така да Неза прва ја одбравме. И после тоа според Неза пробувавме да видиме со кој има повеќе енергија. Хемија. И со Мија дефинитивно им дадовме на вежба да си кажат некоја тајна. Добро. И тоа беше како да се знаат веќе со години. И тој шорткент кој би го имале би ти користел тебе, нели, абсолютно, за самиот филм. Одлично. Антонија беше збунета зашто за другиот лик ја земате. Каква беше иницијалната реакција? Со оглед на тоа што таа вежбала најверојатно за... Да, меѓутоа бидејќи не знаеше сценариото, не знаеше дека едниот е малце полош лик, а другиот е малце подобар лик и беше срекна дека ќе биде за другиот лик. И припадна тој што... Да, дека сепак се усеќа поблиску до тоа. До него, да. А за Мија што глуми Јана, наистина беше предизвик. Да се најде. Да се најде во ваков лик. Супер. Меѓутоа ги доби и го создадува тоа дело кое што го имаме денес. Со кои предизвици се соочува една режисерка во работата со натушници и колку со нивниот избор може да се придонесе на автентичност во делото? Па мислам дека ако се добро избрани, дека тоа може да биде многу добро, меѓутоа ако се лошо избрани, тоа може да биде дебакл. Има повеќе работа во контекст на пристапот на подготовка за се разбира, да. Работевме 3 месеци заедно, цело лето. Океј. И буквално мојата главна цел беше да ги спремам што ги чека на сет и при тоа да ги оспособам да знаат како да се носат со целото, значи што значи окей, сега снимаме кадар, па како тоа изгледа, па правиме пауза, па мислиме нов кадар снимаме и како едноставно тој континуитет на ликот да го издржат низ целото снимање. Така, со оглед на тоа што хронолошки не снимате и тука требаат различни нели временски линии да ги влечеш ликовите. Им даваш биографија за карактерите или поставаш простор да истражат со свој пристап? Зборуваме малку, не е таа напишана биографија. За мене беше важно тие да стигнат до ликот. И дури имавме вежби на кои што ги терав од лице на ликот да говорат. Супер. И да им поставав ситуации да видам како ликот ќе метод малку да видат. Метод актерки. Да. Супер. Да се соживеат и да го шетаат ликот и надвор од кадар. Точно. Успеа во тоа долго време да се внесат. Добро, супер. Се надам дека не настана инцидент со екипата како што во самиот филм, да бидат одноздолюбиви. Не, се надам, не знам што правеле надвор од пробите. Океј, тоа ќе остане тајна. Имавте доволно проби колку што посакуваше пред снимањето? Да, навистина сум задоволна со тоа колку време посветив на нив и мислам дека резултатот е видлив кога се гледа филмот. Така. Се сменила сцена од како сте ја пробале со актерките сцена која што ти си планирала да ја снимиш на одреден начин, меѓутоа кога тие ја интерпретирале, ти си направила дополнителни смени во сценариото? Да. Апсолутно, тоа не е една сцена, тоа се многу сцени и тоа дури на лице место се случувала. На снимање? Да. Со Наум бевме договорени дека тој ќе мести светло кое што ќе биде податливо за импровизација. Добро. Значи нема да сме укотвени, фиксирани на една локација, туку ќе осветлите на повеќе. Ќе можеме едноставно да импровизираме со актерите на сред снимање, особено и да си дозволите движење во кадар. Особено во групните сцени. Колку па им дозволи импровизација во репликите на сет? Апсолутно. Да. Значи не се држеше строго до точката, до запирката? Не, никако, не. Тоа беше дури потикнато да тие импровизираат и репликите да си ги кажат на свој начин. А контекстот им беше секако задан претходно. Така, заради тоа што нели имам режисери и режисерки кои што не одскокнуваат од тоа што ја пишам на лист хартија, меѓутоа ти не ја наметна таа диктатура. Овој филм сепак
Не го поддржува Не, не. тој процес на работа, одлично. Ги доби сите локации на кои што сакаше да снимаш и зошто тој беше поважно да има подводни сцени во базен и гребен? Прво кажам дека не го добивме базенот во Олимписки Добро. и многу ми беше криво за тоа. Океј. Многу долго време се обидувавме да го добиеме, меѓутоа на крај не ни дозволија да снимаме таму. Добро. И снимавме во базенот во Куманово, Така. што на крај сум срекна како излезе и е супер. Легитимно изгледа на базен. Да. Не мора да е олимписки, сам сепак. Секако. Така. Секако. Ама ето Супер. таа локација ми остана како Не преболено, да. Меѓутоа, зошто мораше да има баш подводни сцени? За мене беше важна таа арка на ликот на Маја да прикажам и на друг начин, затоа што сепак тој лик е многу интровертен и не искажува можеби до крај ни што поминува. Така. А и некако со некој филмски јазик сакав да го подкрепам тоа. И за мене подводните снимки представуваат прикажување на низината трешниот арка свет. на ликот и како таа се крши, затоа што на почеток водата е нека место кој што не е безбедно, кај што се осеќа Како втор дом, да. Да. Кај што е нешто што е игриво помеѓу нив две, а потоа станува место кај што се дави девојка и кај што на крај сепак Маја ја добива таа внатрешна борба и се соочува со низиниот непријател, да кажам. Да, буквално се пресметуваат на крајот на филмот во вода. Имавте потешкоти за снимање на некои од локациите од временски непогоди од околината? Како ви се погоди времето за снимање со оглед тоа што Вака времето можам да кажам дека многу не се погоди, имавме многу голема среќа, многу огромна. Пошто променливо е Да. кај нас, нели? Може 15 минути дожд да врне, па сонце, па облаци Точно. и не можеш да снимаш на сите. Не, баш имавме среќа околу тоа. Можам да кажам дека најризично нешто беше баш путкањето од Карпе, таа Така. сцена, затоа што ја снимавме без никаква светла. И ја снимавме во таа доба која што е снимана, односно Magic Hour, после Така. заоѓање на сонцето. Така. И тоа беше една од најголемите ризици, затоа што имавме буквално 15 минути да ја снимиме. И толку е. И ја снимавме во 2 дена, во истиот период. Да. И ја снимавме на многу, да кажам, ризична локација на Карпа, на Матка. Така. И така, тоа беше една од постресните работи. Ти верувам, да. Сепак туѓи животи се во твои раце и сакаш тоа да испадне најефикасно што може за времето колку што имаш, нели? Да, Magic Hour е прекрасен момент за снимање, меѓутоа е краток, така. Многу краток. Не за џабе Многу hour краток, тоа. да. Добро, можеби Клој Жао може да си го допушти тоа да снима Да. 100 денови на Точно, Magic ама Hour. ваква продукција, дури 2 дена беа премногу. Луксус е, да, веќе преминува вториот ден. Настана некоја позначајна промена во сценариото на сет, односно во текот на продукцијата, која што си имала намера да ја снимиш во друг пристап или принцип, односно подрастична зборуваме промена, текот на действието? Или немаше таква? Па не, затоа што пред да почнам снимањето се договоривме кои сцени ќе ги извадиме од сценариото, затоа што немавме Значи го редуциравте уште пред да влезете во Да, уште продукција. пред да влеземе, Браво. затоа што знаевме дека едноставно немаме доволно буџет за толку денови на снимање како што се направи планот снимачки. Добро. И моравме да ги извадиме едноставно и сега гледам дека воопшто не ни фалат. И не ни треба. Да. Која беше најтешка сцена за снимање, односно на која потрошивте најмногу тейк? Не знам дали најмногу, не би знала колку тека, добро. да кажам, затоа што тоа не е тешко кога се повторува. За мене најстресно беше рипањето од Карпе, затоа што имавме дублерки што тоа го правеа. Така. Меѓутоа сепак тоа беше едно од најстресните снимања што сум ги имала, затоа што скока од Карпите во Матка, во езера која што е ладно. Така. И мислам дека тие 5 минути беа најстресните што сум ги имала во животот, стварно. Да, и тие не сакаш да ги повторуваш многу пати, туку да ги фатиш што е можно помрзо во тие малку тека. Да, бевме договорени дека имаме 3 дупла за тоа, например. Така. Така не би можела скокнато ни повеќе од 3 пати. Така, со колку камери го снимаше? Ја со една. Со една? Со една. Значи ја поместуваше на позиција.
Не ти било лесно, Дина. Да. Кажи ми колку долго се на се го снимаше филмот и во кој период? Колку снимачки дена? Се снимаше 30 снимачки дена, тоа се Супер. 6 недели. Така. Во период помеѓу октомври и ноември. Со мала пауза за снимавме во декември ради овие компликации со базинот. Така. Тоа беше во 2019 година. Така, октомври, ноември, а сцените во Охрид се снимани? Во октомври. Да, почеток на октомври. Одлично. Ни се фати топло време, не се погоди. Да. Стварно имавме среќа. Супер, одлично, заради тоа што знае да биде проблематично, Да. посебно Охридско не е баш Да. толку топло во тие месеци, Да. со оглед на тоа што ако сонце не го грее, знае да биде. Ги фативме сложно. последните сончеви денови. Браво. Си се вратила па на сет да преснимиш некоја сцена која што не ти се допаднала како изгледала првото? Не, за жал немавме такви луксузи. Добро, окей. А и добра, среќа што... Среќа што се испаднало како што Да, треба. Имало ден па кога не ти одело нешто од рака на сет, кога пробуваш на еден на друг начин и гледаш дека не го добиваш саканиот резултат? Апсолутно имало такви моменти. И... Не знам, не го добиваш во тоа светло, во таа апсолутно се ситуација, случува. одраз, Се сакаш. случува такво нешто, едноставно за некои работи нема ни време да се направат. И за жал во вакви мали продукции нема простор да се досними наредниот ден. Да. Или ако остане нешто може да се доснима ако се на истата локација, меѓутоа ако си на некоја локација што идеш еднаш, тешко дека... Тоа што ќе го снимиш, тоа ќе биде, Точно, така. А точно. останувавте некојаш некој ден повеќе од планираното? Но, не, гледавме Така. да тоа е баш онака 5 минути можеби некојаш сме останале или ако на последниот ден имавме малца проблеми, па останавме малку подолго еден час, меѓутоа продукцијата беше баш стрикна околу целото тоа правило да нема овертајм. Така, многу Да. прецизно Да. од ваша страна. Да. Колку па короната промени во процесот на подготовката и дистрибуцијата пред се на филмот за тебе и за лист продукција на Марија? Па искрено, корона и пандемија се погоди баш почна кога ние почнавме со монтажа. И на почеток си викам, супер, ќе монтирам филм, па Даде супер. затворени сме, тоа е тоа. Одлично, ќе си дам дома, ќе си одморам, меѓутоа после некој време сватевме дека не е баш добро. Да. И дека ова нема баш така лесно да си отиде оваа пандемија. И кога дојде моментот да се затвори филмот, да се патува, затоа што постпродукцијата не ја правевме во Македонија, Така. моравме да чекаме да дојдат вакцините, да се вакцинираме, Да може да може да се патува и тоа некако не одзема прилично време. Така? Да. И беше проблематично во процес на дистрибуирањето на филмот подоцна или? Па среќа имавме што фестивалот се погоди и Македонија беше на зелена листа, па можевме да отидеме. И секако во Македонија тоа беше причината зашто волку касно одлучивме да го прикажеме филмот. Така? Да направиме дистрибуција, тоа затоа што до скоро, ако памтиш, имаше ограничување на 25% во киносалите. Така, А сега е на со 50. Да. И навистина со 25% никако не можевме да Неизводливо. Не, мислам не можевме ни премиера да направиме. Неколку да си денови ги- треба премиера да правиш за Да, 25, да, не можевме екипата да ја поканиме во таа бројка Јасно. и затоа се одлучивме и многу сум среќна дека почекавме. Барам 50% сепак е На не е поголемите идеално. не е, ама на поголемите киносали веќе е изводливо. Веќе е изводливо. Да, нели Милениум и воопшто битово, тоа се Да. големи киносали кои што го довозможуваат тоа. Да. Имаше место во филмот за slow motion, тоа барем забележавме, но дали имаше за флешбек и секвенции на сон? Не, всушност имаше една сцена која што не влезе на крај. Добро. А тоа беше на мај се причинува дека ја гледа Елена. Ја прогонува, така? Да, Добро. меѓутоа на крај се одлучив да не ја ставам. Океј, ама не почувствува потреба да влезеш во свеста на ликовите или па да прикажеш нешто од нивното минато што би било релевантно? Па некако не осетив дека баш во Така. овој пристап има простор за тоа. Добро. Затоа што, како што кажав, ова е некој реалистичен пристап на целото и мислам дека тоа ќе малце ќе одвојуваше. Така, фантазмагорични Да. елементи би внело, добро. Сега, во трейлерот сакавте да покажете повеќе од клучните сцени или па да скриете? Како беше пристапот?
Сакав да го скријам главниот пресврт. Добро, супер. Меѓутоа сакав да покажам доволно за да ги привлеча на некој начин луѓето, да насетат дека сепак има некој трилер Така. некој момент што Е тензичен и што се наговестува, така? Меѓутоа Точно. да не се открива што е. што точно, да. Ајде, ова ми е најглупавото прашање, морам да ти го поставам во некаков си облик. Колку е ова, условно кажано, женски филм? Дали има така наречен female gaze, односно филм кој што сметаш дека можеби машки режисери не би можеле на таков начин да го снимат? Ти реков глупаво е прашањето, морам да го Женски поставам. филм, Да. Не знам, нема тука правила затоа што сме видели и жени да прават машки филмови. Одлично. И сме видели и мажи да прават многу добри, да влезат многу добро во психолошката состојба на жени. Тоа е многу добар пример, затоа мислам дека Blue is the warmest color. Искрено кога го гледав, мислев дека е режиран од жена и се зачудив дека кога видов дека не е од жена режиран. Лин Ремси има во секој нејзин филм силни машки ликови, мислам. Кој би рекол дека го режирала жена, меѓутоа таа не може никој друг да ја постигне како што имаат режисерот и режисерката на филмови. Така да, не знам, веројатно секако дека и маж може да постигне добар женски филм и обратно. Меѓутоа, тука сепак јас ставив некои мои лични да кажам, од перспектива на жена проблеми кои што сакам да ги посечам во нашето општество. Да ги потенцираш кои што би биле занемарени, на пример, од друга визија. Не би биле толку, не знам, фокусирани на таа не би проблематика. Затоа што сепак јас зборувам од моја искуство и од мои лични впечатоци. Намерно го поставам ова прашање заради тоа што сакам потајно да биде одговорот дека индивидуализмот е поважен отколку било каква друга поделба на пол, род, број, што и да е. Мислам, поважно ми е искуството на авторот и што тој сака да прикаже отколку која и да е карактеристика. Се согласувам. Затоа и намерно го поставам ова прашање, колку глупаво и да треба да го формулирам, заради тоа што знаеш и на фестивали и со твојот филм и со кој да е филм, ги знаеш тие групирања, генерализации на female, male, gaze, женски, машки, каков и да е филм, значи категории во кои што полесно може нешто да се сервира отколку проблематиката која што се зборува. Точно, тоа е некој, да кажам, хит моментално во Европа, да се, не знам како ние да сме некој циркус што треба да се прикажува. Дури тоа некогаш е многу поважно отколку самиот филм. И содржината што има и пристапот и начинот. И многу ми е жал што тоа е така, меѓутоа од друга страна ми е јасно дека тоа е дел од една борба која што жените водат и која што можда геј популацијата води, затоа што како што знаеш и кај нас е многу полоша ситуацијата на колку се застапани жените во филмот. А секако во светот е исто така 80 со 20%, што да кажам, тоа е дел од таа една борба за рамноправност, меѓутоа можеби начинот е малце погрешен. Меѓутоа кај нас е поубавото тоа што сите награди и признанија и освојувања кои што ги имаат се од режисерки во последниве 5 години, така што мислам дека тоа е најдобар показател за тоа каде е квалитетот, ама ајде, ќе го оставиме ова да говори. Знаеш дека знам, за застапеноста во светски рамки е сосема поразлична. Да. И таа не, кај нас, јас сум трета жена што има снимана долгометражен филм, значи имаат снимано кратки филмови, документарци, меѓутоа да, во играна форма Теона и Жанета Вангели. Не, Теона и Марија Џиџева. И Џиџева. Да. Вангели беше експериментален, нејзиниот. Да. Така што не знам како би се категоризирал. Збориме за игран долгометражен филм, кој што е бива поддржан од агенцијата за филм. Од агенцијата, да, 300, за жал. Ќе се множи надам тоа, дефинитивно. дека ќе се намножи. Од година во година ќе ве има повеќе и тоа е доброто. Сите добиваме со тоа. Не само вие, туку ние добиваме квалитетна одредница на една кинематографија која што очигледно светот дека е препозна. И убаво е да биде ова обележје на квалитет која ќе се каже
македонска филмографија, кинематографија на автори, ќе овие квалитети кои што ги поседувате ќе бидат синоним за нив. Се надам. Затоа сте најдобри амбасадори, тоа и неретко го повторувам. Важно е покревање на совеста за однесувањето на младината, односно колку треба да го погледнат филмот возрастните за да се огледаат во каков свет живеат нивните деца, колку всушност се запознаени за тие интеракции на светот со млади. Па искрено се надам дека ќе го погледнат, што погледам пред на родители. Добро. Зашто тоа и на некој начин ми беше таргетот. Затоа што тие се, да кажам, во првите борбени редови за некаква промена, тие се тие кои што треба да се усвестат и да разговараат за своите деца. Затоа што мислам дека тоа што можам да го приметам од реакции што ги добивам, од како ќе го изгледаат филмот, на некој начин се освестуваат. Добро. Не сум сигурна колку до крај се свесни ништо поминуваат нивните деца и со што се соочуваат. Затоа што тој свет за нив е непознат. Ама ти убаво го посочи тоа што да, ова се случува тука и сега. И Тука и на сега, вашите деца, не само на тоа што го гледате на Netflix акаунтот, туку и ви се случува на вас и ви се случува во дворот ваш, мислам буквално во школото на каде што децата ви видат. И тоа е баш поради тоа и сметам дека треба секој да го погледне овој филм за да свати дека проблемите се универзални, очигледно и решението е во сите нас, не? Така е. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и потоа се враќаме да продискутираме за техничката вработка на филмот Сестри. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е макабра, 496-тото издание. Со мене во просториите на Младинскиот културен центар е режисерката Дина Дума и разговараме за филмот Сестри. Со Мартин Иванов соработуваше уште во факултетски денови, како што имаме разговарано. Кажи ми како течеше процесот на пишување на сценариото. Заедно работевте, ги работевте самите сцени или па ги поделивте сцените помеѓу себе кога ги пишувавте? Кажи ми за динамиката, како течеше додека го пишувавте сценариото. Динамиката беше најмногу со разговори. Например, јас ќе напишам нешто, па разговараме за тоа, па он ќе го смени малце, па јас ќе го прочитам, па ќе го сменам и на тој начин... Со фидбек? Да, со фидбек се градеше целото сценарија и сите многу верзии што ги имаше сценаријата. Добре. Да. Но на крај сепак јас бев таа која што, да кажам, ја носеше финалната одлука околу диалогот или околу конкретни сцени и на крај ја донесов одлуката кои сцени нема да влезат во филмот, односно во финалната сценарија, затоа што немавме нели немавме буџет да ги снимеме. На тебе ти падна таа неблагодарна улога. Секако во консултација со Мартин, меѓутоа него му беше многу потешко да се отстрани, да се оттргне. Така рече, ајде Дина сечи. Да. Океј, имаше различни драфтови на сценариото, односно кои што содржаа елементи кои се исфрлени од финалниот изглед, односно кои беа најголемите дилеми кои што ги имавте во кристализирањето на действието. Да, секако помина многу драфтови. Ни беше, да кажам, нешто што околу кое што многу работевме, беше кога да се случи тоа буткање од карпета, дали пред одснова филмот, дали треба порано да се случи. Добро. Меѓутоа на крај сепак се одлучивме тоа да се случи покасно, така. На сметка на тоа да се даде простор на ликовите претходно, значи тие да се развијат и некако да ги запознаеме за после тоа буткање од карпи да биде некако да кажам како да не се предвиди дека ќе се случи, да не се очекува. Да, дополнителен пресврт да види, значи да биде крај на вторчин да биде реализирано, затоа што ако на почеток би го ставила имаш многу простор на недефинирани ликови кои што би заглавиле во еден филм. И тука темпото би се загубило повеќе на самото дело. Дефинитивно, да. Ако би се поместило. Имавте друг работен наслов пред Сестри? Сестра. Сестра беше. Еднината беше, добра. Зашто Sisterhood, а не Sisters? Sisters имаше премногу филмови, посебно од Балканот. Имаше еден филм од Бугарија, сега скоро што изгледа, што беше Сестри. Со истиот запор, значи буквално. И моравме на англиски тоа да го направиме за
да биде уникатна, Да се издвои. да се издвои. Буквално кога ќе серчаш на Google, ако изгуглаш Sisterhood, излага серија и филмов, така да... Супер е. Да. Не мора со Брайан Де Палма да се... Да, се да, граничиш, дополнително. да. Тој е поголемиот Да. проблем со оглед тоа што неговиот филм сосема друга конотација Да, дава. да. Го знаевте крајот кога почнате да го пишувате или... Всушност во сценаријата имаше друг крај и добре. беше сниман тој крај. Добре. Меѓутоа во монтажа се одлучивме дека Океј. ќе го смениме. Зашто? На што падна таа одлука? Имавме тест проекции каде што публиката што го гледаше не го разбираше тој крај. Односно не можеше го разбираше, меѓутоа не можеше никако емотивно да се поврза со тој крај. Со решението. Да. Добро. И размислувавме многу, мене беше многу тешко да го пуштам тој крај. Добро. Меѓутоа после некое време сватив дека сепак овој крај кој што е сега е многу посилен. Така. Другиот беше затворен крај или отворен? Затворен крај, беше? Аха. да, кај што таа признава дека на својот татко признава дека Дека го извршил. Да. Добро. Меѓутоа имаше, да кажам, не може едноставно луѓе да се поврзат со тоа затоа што се уште го џвакаа тоа што се случи. И мислам дека беше премногу Концизно речено. Да. Можеби едноставно нема време да ја преџвака целата ситуација на некое емотивно ниво. Секако дека на интелектуално ниво е јасно све. Јасно е, да. И меѓутоа не му беше потребно тоа на филмот. Добро, вака затоа сакаше да го оставиш Да. во начин на кој што е отворен, да. За едно деби долгометражно остварување, колку е важно да се носи на пример едно сценарио на работилници? Затоа што ги има неколку кои што се специјализирани, нели, за сценарии. Точно. Конкретно ова сценарио беше на Лим Лисис Мур и на Нипков резиденција. Супер. Колку помагаат воопшто? Секако дека помагаат, посебно за деби, затоа што едноставно прв пат го правиш ова, прв пат пишуваш сценарија. Ние посебно режисерите, кои што не сме сценаристи, исто треба да поминаме на истој процес. И знае да биде понекогаш тешко затоа што губиш објективност, се врзуваш премногу со сценариото. Добро. И со тоа што треба да го направиш, и мислам дека е добро да добиеш некаков фидбек, дури и од странци, од луѓе што не се од оваа земја. Меѓутоа се професионалци од самата професионалци, професија, да? меѓутоа и тоа што не се од земјата многу допринесува затоа што точно некој знаат да кажат ова не го разбирам, да кажеме што е ова, а може нешто што е локално. Така. И едноставно сваќаш дека можеби не треба да се инсистира на тоа затоа што не е некако универзално разбирливо, да, за сите. Да, точно. И пообјективни може да бидат во контекст на пишаното, да, например. да. Заради тоа што тие гледаат барем филмови од оваа провениенција, еден куп, претпоставувам, и кога им доаѓа едно вакво сценарио, знаат точно да осудат според самите формулации, жанрови и кодифицирани форми и конвенции, каде може да се доработи, каде е автентично, каде не е, претпоставувам. Некогаш знае да биде и контрапродуктивно, затоа што сепак ова е една уметност која што секако зависи од тие драматуршки правила, меѓутоа не секогаш дури или тоа кршење на таа драматургија понекогаш знае да допринесе многу кон делото. Така. И конкретно и во овој филм е тоа така, затоа што многу од нив не советува, например, буткањата да биде многу порано Добро. во сценаријата, меѓутоа сепак јас одлучив дека нема тоа го направам и ќе го скршам тоа правило. Така. И сметам дека постапив правилно, затоа што тоа допринеса многу до филмот и до ликовите. Претпоставам дека тоа е нивно инсистирање за да се развие криминалистичката флоскула повеќе. Па, тоа е една причина, меѓутоа и како јачина на самиот чин Така. е посилно од снимањето на видеото. И многу често беа запрашани што е заплатот на филмот, дали е самото буткање Така, или е видеото. И за мене беше важно, иако имав нормално јас дилеми, сепак беше важно и видеото да остане заплет. Така. Пресврт да биде да си биде
во ткањето, Карпат. која што сепак Супер. не е нешто конвенционално во драматургијата на или three-act structure. Така. И на некој начин мислам, многу сум срекна што не ги послушав. Убаво го акцентира. Одлуката ти ја оправдувам со оглед на тоа што го акцентираш преостанатиот дел на филмот, заради тоа што јас го имам конкретно тој проблем во таа фаза на вториот чин, каде што има една своевидна дупка во која што сите се соочуваат, каде што после еден час вниманието е многу тешко да го задржиш Точно, на гледачот. точно. Значи има таков јаз во пишување и во снимање, каде што едноставно губи внимание, гледа на часовникот, гледа на мобилниот. На сите филмови ми се Да, случува. да. На колкав и да е филмот, Да. после еден сат веќе кондиционо опаѓаш Апсолутно. како гледач. Да. И ако во тој момент ти го дадеш тоа што го наметнуваш пресвртот, одеднаш го купуваш вниманието назад. Апсолутно. А чекај, а сега како ќе Да, се да, постават? Одма буден е Апсолутно. гледачот. И Апсолутно. тоа е добро решение. Да, Кој го се имаш согласувам. направено. Заради тоа што е проблематика која ја занемаруваат режисери и режисерки, заради тоа што окей, супер, ги набутавме сите нагласени драматуршки чинители во почетокот, таму тензијата каде Да. што е супер, го разбудивме сега гледачот, ќе не држи до крај. Нема. И да знаеш дека и запишување е најтежок тој чин, така да. Фер. Да. Колкав предизвик е да се најдат копродукции за дебитански дол филм? Со оглед на тоа што Црна Гора и Косово, ако не слашам се, Да. копродукции. Тешко е, посебно кога и јас и продуцентката бевме дебитанти. И тоа беше наистина тешко да се добија доверба на копродуцентите. Само заради тоа што и двете знаете, понекогаш поискусни продуценти работат со дебитант, Така. па тогаш е можеби полесно Затоа да се што стигне... довербата ја има, Да, ако затоа ништо што друго ако нема, ништо да. друго, тие копродуценти може да се осврнат на тоа да видат дека сепак овој продуцент сработал нешто претходно, Да. сработал долгометражен филм и ако го поддржиме, сепак овој долгометражен филм исто ќе го заврши. Да. И тоа е исто проблем и со фондовите. И за нас, како две дебитантки, беше навистина голем предизвик да се најдат копродукции. Довербата се добија, да. Иако имавме заинтересирани копродуценти, на крај фондовите не одлучија дека ќе го поддржат овој филм. Добро. Да. Што е лоша одлука прецена од нивна страна. Се согласувам. Не ја знаат Марија колку е способна, очигледно. Не ја знаат. Да, за жал. Ама Тие ќе ја губат. запознат. Тие губат. Ако ова ќе биде еден убав бенчмарк и за неја и за тебе во понатамошниот тек на вашите кариери. Имаше филмови кои им ги реферираше да ги погледнат и актерките, а и техничката екипа за да се долови. Повеќе прашањето за техничката екипа, да се долови тонот кој што сакаш да го постигнеш во Да. самиот филм? Да. Океј. Да, тоа беа Breathe. Тоа беше од Андреа Арнолдс филмовите. Потоа беше Левитјан. Супер, Звегинцев. Да, и следниот негов филм, насловот Loveless. Loveless. Така. Така да тие беа некои главни филмови на кои што се фокусиравме околу тој визуелен пристап. Така. Тематски јас и ти го коментиравме дека Клипен или балканскиот филм Точно. кој што слична Да, проблематика разработува Маја Милош. Да. Се појави една скандинавска, ако не се лажам, ТВ серија која што анимозитет помеѓу две средношколки имаше, не знам неа дали ја гледаше. Не ја гледав. Во ист период се појави кога и твојот филм Десит се вика. Не ја Измама. знам. И има исто базен каде што стварно? има пресметка. Да. 2021 е Во исто топлата порака време. да ја видиш. Ќе ја Да, видам, баш, да. баш беше она шокантно као, окей, како е можно да... Да, точно. Овој анимозитет помеѓу две Баш пријателки ќе и вклучувајќи тоа што тренира Па знаеш пливачки како беа. е, кога пишуваш нешто, знаеш дека уште некој парамедан, а сигурно и повеќе го размислуваат истото. Ете, имаше пандан, сакам да ти кажам, скандинавците, ете, делам Супер. некаква си размисла со тебе. Океј, меѓутоа ови филмовите као Брит или као Звјагинце филмовите и Арновеа референца за техничката, а за актерките? Актерките всушност не ги преоптоварував со премногу филмови.
Им даваше некои роли на некои актерки да се асоцираат? Добро. Не сакав окей. тоа да го правам, затоа што не сакав да имитираат. Супер. И главно беше за мене важно тоа што тие го имаат автентично тоа да го извадам од нив, а не тие да гледаат некој филм па после да пробаат Реимагинираат, да. Почист пристап вака барем има со тебе. А во контекст на впечатливата подводна фотографија Мурино имавме можност да го погледнеме наредниот ден по прикажувањето на твојот на браќа Манаки, кои најверојатно исто така искористија хрватска подводна екипа за да соработува на филмот, не сум сигурен за тоа од каде и што. Кажи ми ти како се носеше со оваа проблематика заради тоа што претпоставам дека претходно немаш работено со нуркачки тими, немаш работено со овој принцип на влегување, излегување, притисок, студениво. Како го прифати тој предизвик и како си задоволна со за среќа имав многу голема поддршка и од продукцијата и од тимот кој што дојде, тоа беше тимот Словенија, кој што дојде, тоа е подводен снимател. И секако тимот на нуркачи од Македонија кој што ни дадаа целосен сапорт и некако се чувствував многу безбедно, затоа што знаев дека се професионалци, дека нема да дозволат нешто лошо да се случи. Секако беше предизвик, меѓутоа сепак истите правила кои што важат над вода, важат и под вода. Со тоа што малце беше покомплицирано, затоа што не можевме да имаме комуникација. И ги немавме тие, има едни специјални микрофони и слушалици што се за под вода, меѓутоа за жал немавме таква опрема. Така што со тие идеи кои што ги праќаш под вода, со тоа треба тоа треба да се реализира, доколку не се разбираме, требаше некој од нуркачите да оди да го викне, да се качи, па да му кажам нови сугестии, насоки. И тој повторно да нурне и целото тоа е прилично одзема време во сушност. Да, а над вода не дека нешто друго можеш да прават. Екипата, мислам, останатиот дел на екипата, тоа е тоа. Што ќе прават, да. Добро, секако и за актерите се грижа многу, затоа што ќе излезат од вода, па треба да се стоплат. Да. Октомври, колку и да е сонцето над езерото, тоа има заби таа вода. Има. Се зезаме. На располагање ти е еден од најдобрите домашни кинематографери, Наум Доксевски, кој сними прекрасни според мене ноќни сцени, како таа околу огнот додека се младите, например, и потрагата има еден прекрасен широк план со потрагата по девојката на магливите улици. Еден многу убав кадар имаш. Колку беа комплицирани пред се ноќните снимања, ме интересира? Секако ноќни снимања секако се комплицирани, затоа што мора да се снимаат ноќе. Така. И секако во тој момент едноставно биолошки телото различно ти функционира и различно мислиш. Мене ми е искрено многу тешко затоа што јас сум дневна птица, не сум ноќна. И тешко ми е да сум будна и да сум толку активна ноќе. Добро. И можам да кажам дека можеби за мене од тој аспект беа тешки овие сцени. А за осветлување и за се тоа мислам дека немавме некои потешкоти. Да, па денес зголемен е нели depth of field на самите камери и ISO издржува многу повеќе. Ние снимавме поради тоа ISO Alexa Mini, која што е многу осетлива камера. Точно. На светло и не користавме премногу светло. Значи апсолутно вади многу поквалитетен, нема noise, нема blur. Конкретно таа сцена што кажуваш широкиот план кога ја бараат со едно светло само снимано и делува магично како што делува, нели да. Меѓутоа технологијата барем Алекса не се на тој степен се олеснителна со оглед на тоа што тебе ти лимитира потреба за влечкање светло и насочување. Апсолутно, да. Мислам секако и нормално и Наум тука има многу голем удел затоа што со тоа малку што го имаше знаеше точно како да го намести и како да го реализира. Колку па беше тешко да се создаде тензичност во исчекувањето по несреќата помеѓу Маја и Јана која што се случува во самиот кадар. Колку сакавте да доловите таа невидлива тегоба која што постои со филмскиот јазик, тоа исчекување, колку со оглед тоа што нели Молк треба да го репрезентира и Антонија да го долови нели со самата глум. Колку ти беше тоа предизвик да го истакнеш? Беше многу голем предизвик.
конкретно во таа сцена, затоа што, како што кажав, имав многу кратко време. Све тоа е снимано за многу брзо, тој Magic Hour трае многу кратко. И од тој аспект, таа сцена ја вежбавме предходно. Добро. Буквално ги носав во таа ситуација и во таа состојба и на пробета. И точно знаевме кога дојдовме таму како тоа да го изведеме и бевме многу спремни како да го изведеме сите и од технички аспект со нам и со нив како Да го одигра. како да го одиграат тоа. И сум среќна на крај како излеза. Поготоа што немаше можеме да се вратиме назад и тоа беше. Баш така, меѓутоа во останатиот дел на филмот, со оглед на тоа што сме препуштени на таа грижа на совест која што ја има, Антонија на себе, тука доаѓа од една страна и незиното актерско искуство кое што го има до сега, меѓутоа тебе ти е препуштено на како режисерка да без зборови да ги доловиш тие незини иманентни пориви, внатрешни пориви кои што ги има. Колку ти беше тоа предизвик да го истакнеш од неа? Односно за да ги доловиш? Многу работевме и во припремето на тој аспект. Значи таа точно сподели со мене што не за лично и го дава тој тригер на таа емоција. И буквално пред секој кадар се навраќавме на тоа. Така, за да ја иницира во себе. Иницира во себе и едноставно да ја стави во таа состојба на тоа што го гледаме. Така. Така да она буквално требаше да помина низ одредени своји искуства што ги има, за да стигне до таа состојба што ја гледаме на големото платно. Така, одлично, како што сите актерки нели се присетуваат на тоа. Точно, меѓутоа морав со низа да го правам затоа што сепак не е искусен актер, па и требаше водење. Баш водење во тоа. Изборот да се снима на рака беше со цел да се долови таа младешка енергија, односно зашто се одлучите за тој филмски ракурс, а не например на фиксирана камера? Да, за мене беше важно тоа движење, да ја долови баш таа младост и таа енергија што излегува од ликовите точно во тие години. Меѓутоа после тоа некако и таа се смирува, не е толку агресивна. Да. Меѓутоа поразличен филм би бил доколку дефинитивно да, сметав дека сакав да бидам со ликовите, а не да бидеме надвор од приказната како наблюдувачи, затоа што сметав дека тој пристап е посоодветен за да го постигнам тоа што сакам и таа емоција што сакам да постигнам на крај. Така, по непосреден си во право, отколку другото е очудувачки, она баш као. Да, како некоја камера што можеби наблюдува и е само тука да ни даде еден прозорец мал и да дистанцира. Баш онака да гледаме во аквариум, а не да сме со нив заедно во водата. Ми соопшти на претходното гостување дека ќе употребиш Турбо Фолк во филмот, ме предупреди благовремено, однапред ми кажа, но тоа не ми беше доволно јас да не се извадам од кожа кога го слушнав. Сметам дека нема место потреба за таа квази музика во еден филм, меѓутоа тоа е моје лично мислење. Зошто се одлучи дека е нужно таа не музика да ја вметнеш во филмот? Да, кога ги запознав тинеџерива, ги прашав што слушате. И тоа беше одговора, тоа е плейлиста што слушавте во филмот, најчестата плейлиста на тинеџерите. И за мене беше важно и тој момент да се долови, затоа што на некој начин можам да кажам дека многу мал процент на млади истражуваат во областта на културата. Многу поразително е ова што ми го кажуваш. За жал така. Во секоја област на културата, значи зборувам, не гледаат филмови, не откриваат нова музика. Читаат тоа што ќе им се наметне. Тоа што ќе им се, да, дури не ни читаат. И за мене беше исто важно некако да го прикажам и овој сегмент на една слика на младите денес. Не сакам да звучам како некоја како старите што вика и во моје време не беше така. Не сакам така да звучам, меѓутоа Не, во секој децени, секој генерација имало невкус музички, тоа да го. Да. Тоа постоело, дали било Турбо Фолк или не, тоа е друго, меѓутоа постоело. Многу мал процента тој кој што доаѓа во МКЦ, кој што се интересира за нова музика, за алтернатива, за култура, тоа е многу помал отколку ние кога сме биле на таа возраст.
и навистина е поразителна. За жал. Меѓутоа е уште еден одлик на реалноста во која што сите мора да живееме, кој што да, соодветен е за самиот филм, не е соодветен за сите што го слушаат филмот. Додека сме кај музиката, да го пофалиме Игор Василев Новоградска, кој што го знаеме како ненаметлив композитор. Меѓутоа, секако дека неговата музика повеќе ќе ја преферирам отколку музичкиот избор што го имаш. Меѓутоа, најчесто, да, е ненаметлив со неговиот минимализам, кој што го ги пополнува буквално пукнатините на филмовите со неговиот минимализам. Меѓутоа, колку е потребен тој, например, покрај Молчењето на Антонија и сметаш дека неговите клавиатури одговараат на тој урбан бунтовен младешки дух да го доловат, односно која функција ја имаше неговата музика со оглед на тоа што да, тука имаше малце по ајде условно кажано смели да ги наречеме исчекори, каде што нагазуваш отколку тоа што сме навикнати од Игор да слушаме, например. Да. Јас го охрабрив малку повеќе да нагазува, посебно во подводните сцени. За мене музиката беше како подкрепа на ликот на Маја и незината состојба, незината грижа на совест, која што понатака прогресира низ филмот. Не се вербализира, туку да, музиката е тој непосредниот доказ што ќе го врзе гледачот. Да, точно, кај што дополнително ќе го воздигне и ќе воздигне таа емоција што излегува и од ликот, меѓутоа некако чувствувавме дека е клучно да има малку понагласа на така да се музика. интензира, да. И тоа е убаво решение кое што имате дојдено, заради тоа што најчесто пак е позадински играч на филмовите, меѓутоа тука е составен дел и од самата психолошкото градиво на ликовите кои што постигнуваш. Зошто баш со клавиатури, односно со синт? За мене тоа, односно за нас двеца не оркестрација, да, класична. Имаше и оркестрација, меѓутоа тоа што го чувствуваш ти беше важен елемент за нас, затоа што пробувавме да најдеме решенија како да го представиме ликот на Јана во музиката и како, да кажам, таа една расипаност што има во трулост баш во ликот на Јана, меѓутоа и во цело една младина, како да го вметнеме како звук. Така. И на тој начин да биде присутно и на тоа рамниште. Така. Супер. И на тој начин дојдовме до мешање на оркестрацијата со клавиатурата. Така, супер. И еден умбав амалгам е постигнато во тоа. Супер, беше ми драго. Мартин Иванов е богатство да се има како монтажер, но овој пат имаше и двојна улога, нели, како сценарист. И стврдивте сцени кои што вие мака зашто ги нема, односно имаше подолга работна верзија која што ја редуциравте во оваа рафинирана форма или? Да, секако првата верзија траеше 2 часа. Океј, супер. Значи сме скратиле пола сат. И секако излета неколку сцени. И 2 часа е многу кратко за работна верзија. Да. Значи тоа многу рафинирани сте били во работната верзија. Да, точно. Мислам, Скорсезе нема 2 часа работна верзија, нема ни финална верзија. Не ставивме све што имавме како Супер, кадри. Добре. Меѓутоа ставивме све што имаме како сцени и попадна елиминација како што поминуваше време, така Ги филтриравте и тие. И сцените ја натежнува динамиката на течењето на действието или повторуваа сцени кои што? Имаше и повторување и имаше едноставно сцени кои што немаше место, за нив. Кога пишувавме сценариото не мислевме така, меѓутоа некако свативме за жал дека нема простор. Така. Добро. Јас имам можност да го гледам филмот на браќа Манаки и ако имаше, нели, технички проблеми соочувајќи се со екстерните услови на проекцијата, кога се прави на отворено, секогаш, нели, си на милост и немилост на околината, исто како и снимањето што најдобро знаеш на отворено, заради тоа што, нели, дувне ветар и заврне дожд и толку е од снимањето. Колку си ти задоволна со приемот на самиот фестивал? Односно, Манаки ја понудија опцијата за отворање на фестивалот или вие инсистиравте на тоа? Тие ја понудија, ние прифативме затоа што за мене Манаки е еден прекрасен фестивал кој што го посетувам уште од студент.
секоја година и таму сум изгледала многу важни за мене европски филмови кои што ме изградиле како автор. И навистина ми беше драго што добив таа покана. За жал се случија тие технички проблеми, платното Секојно се случува. падна, да, председателот ќе добиеш атентат. Добро, ќе се снајдеш спретен Да, дечко, да, и не спретен, верувам дека ќе дојдеш до нешто. Платното се клатеше, снема струја, Да, за само струја. нека буквално беше најлошиот кошмар на секој режисер. Меѓутоа, сепак успеавте да го пуштите филмот во верзијата во која што сакаше да биде погледан. Да, секако, и драго ми е на крај дека сепак и покрај тие лоши услови, ова не беше впечатокот кој што го има, не беше лош печаток кој што го има гледачите, него баш напротив сите имав многу убав пријам и убави реакции и воопшто не им сметаше што го гледаа во вакви услови. Така, бев радосен што го примија филмот во селекцијата на фестивалот во Даран, како што е Карлови Вари. Ве пратив со амане да не се вратите без награда и тоа го направивте, ме послушавте и за тоа сум ви благодарен. Кажи ми, пошто ќе го паметиш фестивалот и колку ти е значајно денешна перспектива? Апсолутно многу ми е значаен, уште не ми се верува дека све тоа се случи. Беше некако, само што го завршивме филмот, веднаш го пративме таму и отидовме таму, многу брзо беше. Многу краток временски период, да. И се вративме од Карлови Вари за неколку дена, навикнаа повторно вратете се назад, затоа што ќе земете награда. Да, за наградата, да. И уште ми е не ми е пречвакано, затоа што се случија многу фестивали после тоа, патував. Имавме премиерата во Скопје, филмот ќе иде на Netflix. Од кога е закажано таму? 24 декември. Многу Одлично. наскоро. Одлично. И сите овие работи се уште искрено не ми се процесирани. Океј, се прекрасни вести, нели сепак. Кои што прашањето бојќи ми беше како го доживеа Карлови Вари кога веќе си составен дел сега од програмата? Од другата страна како го доживеа? За жал, пандемијата се уште демнеше над нас и не бавме целосно опуштени затоа што немаше забави кога што знае да има. Значи баш беше некако гледаш филм и некако дистанца. Држиш дистанца и тоа ми е многу жал што во такво време беше. Имавме премиера, меѓутоа па од друга страна стварно е непроценливо да си таму и првото гледање на филмот да биде на таков фестивал и да го споделиш со публиката. Навистина немав голема трема и не знав како публиката ќе го прими, како жирито ќе го прими, затоа што тие беа присутни во салата и имавте Q&A као на правило е да се нема веднаш после премиерата. Имавме Q&A следниот ден не наутро, него имаше уште една проекција на филмот каде што дојдаа гости и таму беше одржан Q&A. Супер, окей. Како беше приемот од страна на новинарите таму? Па навистина супер. Излегоа многу убави критики, излезе критика од Variety, која што навистина беше позитивна и навистина се радувам се уште кога ќе ја прочитам, затоа што беше многу конструктивна и позитивна. Одлично. Со оглед на диригивниот избор на готови долги филмови од домашната продукција се најде во тесна конкуренција и беше избран за домашен представник во категоријата за интернационален Оскар. Прашањето повеќе ми е што мислиш за конкуренцијата оваа година, која што ја имаш за понудените филмови од другите држави. Предпоставам дека имаш можност да играш и Титан, Compartment Number 6, за жал немав можност да ги гледам затоа што кога патувам по фестивалите немам време за да ги погледам другите филмови, премногу е кратко времето и за жал ништо од тоа што излезано не ми изгледано и тек допрва се надам зимава ќе спласне целава оваа работа и ќе можам да погледнам некои од филмовите. Меѓутоа тоа што го имам прочитано како критика и тоа што го знам за авторите на филмовите е навистина многу голема конкуренцијата
и сум срекна дека сме дел од таа конкуренција. И тоа многу опасно е со оглед на тоа Многу. што се победници и на Венеција и На на Кан. Кан и Тојот и И нема хаос. многу големо дел од нив не се млади автори, него се баш сериозни автори со или второ, трето веќе издание или па се автори кои што имаат десетина за што нив. имаат сериозни филмски дела и Знаеш. многу Убаво е да се биде во тоа друштво. Може Да, така да да, кажеме. да. Супер е да се биде во тоа друштво и таму му е местото на сестри. Кажи ми, гледаш поразлично восприемање од домашната публика наспроти странската, односно колку е универзално разбирлив, реагираат ли на истите места? Апсолутно да. Апсолутно тоа што мене многу ми олесна е што филмот има универзална тема и на исти работи реагираат Океј, и супер. во странство, затоа што овој проблем не е само кај нас, не постои само кај нас, него постои секаде и мислам дека лековите се направени на начин кој што секој може да се поврза со нив без разлика од кој дел на светот доаѓа, без разлика дали е машко или женско и Така? баш има една универзалност во целото дело. И нема никаква разлика, сакаш да посочиш помеѓу на што реагираат, например, странците? Например, повеќе? реагираат, ме прашуваат дали навистина вака изгледаат училиштата. Океј, добро. Во Исланд ме праша дали во вакви услови учат учениците во Македонија. Јас им кажав дека за жал има и Во многу полоши полоши услови од ова, услови. да. А пак во Македонија кога го пуштав, малце бев и осудена зашто сум го прикажала Скопје на овој начин во беда. Добро. И зашто се рекламира со наводници да. и се покажува таква слика надвор за Македонија. Леле, и тебе ли тоа ти го кажу? Да, Леле, тоа мислам дека е најсмешната констатација до која што може да, човек како дојде да во живееме нашата во Њујорк, држава. па имаме, не знам што да покажеме. Да, Кутар Скорсезе, како ли Њујорк го Да. прикажува со неговите банди и неговите генгстери. Така. Значи, тоа е најбаналната Да. согледба која што некогаш ја слушнав. Истото беше и за Тамара и за Ханилен, за како тоа Да. нас ќе не представувал. Па во најдобро можно светло, мислам дека не представуваше со две номинации на Оскар. Мислам дека подобро представување на една држава не може Немало, никој да така е, смисли. апсолутно. И овој филм на најдобро ниво не представува со оглед на тоа што зема на Карлови Вари и е еден од конкурентите за интернационален Оскар, мислам. Да, така е. Мислам дека е најдобро светло Да. прикажување. Продолжение. Дали некогаш би се навратило на животот на Маја и Јана да видиме како ќе се носат со проблемите како возраст? Како втор дел? Возрастни ликови. Не знам. Не сум размислувала на тема, ама фала ти за идејата. Ет, чисто онака да видиме 10 години, 20 години подоцна во каква ситуација би ги затекнале. Интересно. Затоа што ова ќе им виси над глава, Така така е, мислам, ова не е апсолутно. нешто што нели може да се избриш. Така е. Океј. Океј, Sisterhood, part 2. Не мора да е тоа, може да се во некој друг роднински однос Да, веќе да. да се дистанцира, може и братучеди ќе биде. Не знам сега што ќе биде. Така. Може би ќе се пријателат повеќе. Тоа на тебе оставам, јас не се мешам таму, тоа си е твое. Кажи ми идни проекти, што можеш да ми кажеш на што точно работиш? Да, се уште е рано да споделам на што точно Океј. работам, меѓутоа се уште сум заглавена во тој раскажувачки тинејџерски свет. Супер. И следниот проект кој што го размислувам е сместен во тинејџерски свет, меѓутоа овој пат е на рана тинејџерска возраст, добро. околу 13 годишна. Океј. Да, Краток долг? долгометраж. Долг, супер. На сериите соработуваш дополнително? Да, на нив? дополнително работам на преспав моментално. Добро. Да. Океј, супер, значи тоа може да го очекуваме во иднина. Ќе се вратиш на кратката форма доколку некоја друга идеја сметаш дека може само на тој начин Искрено, да се реализира? јас или? не ја сакам многу кратката Океј, супер, форма добро. и мислам дека ќе се ориентирам само на долгометражен Долг. филм. Добро. Меѓутоа, добро, тоа никогаш не можеш да го знаеш. Ако Да, дојде да, некоја јасно, идеја, секако дека
дека би сакала да ја реализирам, меѓутоа сега планот е Фокусот е долгометражен. на долгометраж. Така. Кажи ми само за крајот на емисијата да препорачаш некој си филм, серија, книга, албум што си ослушнала последно време што ти оставил Ќе ја впечаток. препорачам филм, доста ми измести. Го гледав Ламп, исландскиот филм. Одлично. кој И што тој ти е исто конкуренција ми е за Оскар. Да те него го заборавив, да. Да. Не знам Окей. дали си го гледал. Да, го рецензирав во видеологија. супер, Да. супер. Како си задоволна од представувањето на анималистички? Прекрасен филм. Ми требаше време, првите 40 минути многу го мразев филмот и Окей. сакав да го исклучам. И тоа бев окей, да ќе одолам и почна најнаш да ми се допаѓа и вака само седам и китам и кога заврши стварно И има бев и одлична воодушевена. фотографија и Нуми прекрасно глуми, така Прекрасно, што да. да, многу добро реализиран филм. Многу. Добро, A24 не прават многу утки. Така е. Нивниот избор се си ги фаворизирам, малце сум Да, и јас ги настроен сакам кон многу. нив. Да. Пошто навистина ги бираат филмовите Точно, кои што ги точно. земат. Да. Океј, тебе серија каков е твојот однос со Би ги работала, гледаш? Не дали ги гледаш, како ги гледаш? гледам, да, Добро. посебно низ пандемијава беше сум навлечена на Netflix. Океј, супер. И нивната содржина. И сметам дека има доста има добра содржина која што не е само да кажам entertainment, него имаат и некаква општествена одговорност и отвараат прашања кои што се релевантни во општеството. Па ете со Squid Game го Апсолутно. увидовме тоа. Да. А Midnight Mass, успеа да ја гледаш Која? или Midnight Mass? Не, не. Или не те интересираше тоа? Имам листа која што уште Добро, не е окей. гледана, така Ако ја да. има, таа би ти ја препорачал со оглед на тоа што имаше многу лоша судбина, бидејќи ја објави една недела пред Squid Game. Така. Можеш да добро, замислиш колку затоа не беше ја знам, засенета, да. колку беше засенета од цел Затоа свет. не ја знам. Мислам, Майк Фленеган ја работи од Hunting of Hill House и Hunting Да, of Bly да. Manor што ги има претходно работено и буквално една недела по објавувањето Squid Game феноменот се случува и едноставно никој не го интересира за Фасцинантно. Midnight Mass. Да. На страна од тоа што Да, серијата па затоа е... ми избегала брат. Не, серијата е како 7-часовен филм да гледаш, мислам. На тој пристап го има Да, на веќе создавање. Веќе е тоа. апсолутно, веќе е тоа и беше еден нов свет за истражување. Со Queen's Gambit со самото тоа О, како да. е снимена, Да, со каков да. продукцијски дизајн има и како е осветлена, Одлично. тоа е веќе филмски Одлично. манир кој што го Да. целат. Значи тоа се паметно потрошени пари ако се Дефинитивно. инвестирани во тој феномен. Меѓутоа има еден јас помеѓу најверојатно повозрасни гледачи тоа го имаат и постари генерации од нас кои што нели со негодување гледаат на Точно. стриминг сервисите и сметаат дека да, тие се причините зашто луѓето нема да идат во кино и нема да ги гледаат филмовите, а го занемаруваат овој аспект кој што јас и ти го дискутираме денес дека и сериите таму имаат квалитети кои што Апсолутно. не се занемарливи Апсолутно. реално. Апсолутно. На многу друго ниво се веќе правени сериите. Не се веќе сапуници и да, апсолутно се согласувам. Така што таа естетика која е визуелна естетика барем најмала рака што ја поседуваат е подигната на повисоко рамниште со тоа што дури на големите филмски фестивали нели има категории каде што се прикажуваат, односно премиерно се прикажуваат и епизоди од серии. Точно. Веќе станува тоа тренд и мислам дека Да. се повеќе ќе расте. Мислам дека Scenes from Marriage во Венеција играше така нешто, цел мини серијал. На страна како е реализирана и зашто е снимана, Да. меѓутоа сепак беше составен дел од Така, Венеција. така. Така што очигледно дека нешто прават како што треба. Така, Чисто ова беше како коментар на тоа во каков свет денес живееме. така. Дина, фала ти многу што беше дел од емисијата. Ти Фала посакувам многу. дополнителни успеси, ова да е само првата фаза на успесите кои што ги има твојот филм. Да има што е можно поголема гледаност и во нашите киносали и во домовите кои што ќе го добијат широм светот, филмот кој што ќе може да го погледнат и да ги ниже успесите во иднина, секаде каде што ќе биде спомнато името на сестри, да ми дојдеш пак по емисија да продискутираме за наредните подвизи кои што ќе ги имаш. Супер, фала ти многу за поканата, ми беше задоволство како и секогаш и се гледаме во некоја наредно издание. Јас сум Затко Ѓелевски и го затворам 496-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание Дансе Макабре, гледајте го сестри на Дина Дума. Чао!